Здраво дечки, ова видео ќе биде ствари прво видео од овој серијал на туторијали и во него ќе зборуваме за тоа како да влезете во програмерските води, односно доколку сте почетници и никогаш претходно немате работено со програмирање. Во ова видео накратко ќе пробам да објаснам како најлесно да се соочите со оваа тематика. Пред се, први опомена до сите, доколку поставите си цел зошто сакате да учите програмирање. Ако мотивација за тоа ви е дека има во оваа работа големи плати и тие ствари, уште на почеток ќе ве разочарам и ќе ви кажам дека ова не е за вас. Барајте нешто сосема друго. Значи, што и да работите во животот, доколку мотивација ви е пари, финанси, нешто друго материјално, знаете дека од тоа нема да биде ништо и на крај само ќе потрошите многу време, може би и пари и нема да направите ништо. Ова го говорам бидејќи знам доста случаеви, примери, кои баш поради таа причина слушнале дека во овој бизнис, значи во оваа работа, има многу пари и издвоиле многу финанси да се запишат на некоја од школите за програмирање, да не спомнувам имења на школите, бидејќи не сакам да рекламирам никого, ниту да зборам дека некоја е добро, дека некоја е лош или некоја таква. Вложиле илјадници евра да речам и на крај од тоа ништо не научиле. Мислеле дека само ќе дадат парите и дека некој на сила во глава ќе им внесе знаење. Така да од тоа не било ништо. Значи, доколку сакате да работите програмирање и тоа го правите од љубов, не од било што друго, тогаш може би е за вас. Доколку, кој што реков, го работите за материјални причини или нешто сосем друго, знаете дека не е за вас и барете да работите нешто друго. Значи не зборувам конкретно за програмирањето, значи за било што во животот, што планирате да работите, да се посветите, да издвоите време да научите, доколку исто планирате да го правите од љубов, окей, доколку го правите од нешто друго, верувајте дека тоа стварно не е за вас и барете нешто друго. Сега да позборуваме конкретно како најлесно да ја разберете оваа проблематика. Значи, еве, во ова што го гледате пред вас е мала програма напишана во C#. Значи, многу е битно програмирањето, значи е исто како кога учите да читате. Ако се сеќавате, сите сме биле мали, сите сме учили да читаме и сме ги учили буквите една по една и кога имаме учено да читаме, многу беше битно некој збор веќе еднаш да го имаме научено, да го читаме буква по буква, не знам, еве да речеме почеток, сме го читале П, О, Ч, Е, Т, О, К, како деца, како мали. Значи кога еднаш го видиме овој збор, после нареден пат кога ќе го видиме, нашиот мозок автоматски го процесира и знае на брзина да го прочита истиот збор. Значи додека не пројдеме голем фонд од зборови, ние цело време учиме да читаме. Затоа тој процес на учење на читање како деца трае многу долго. Може и со години. За некого пократко, за некого побрзо, зависи колку време посветиме на истото, колку нашите родители или кои ни посветуваат внимание да ни помогнат со тоа, така исто и со програмирањето. Може да ги научите сите опции што ги нуди некој програмски јазик, меѓутоа додека практично не испробате што прави секој од нив и не го повторите истото повеќе пати сами и логиката не ја створите во глава, значи не е идејата да земете да гледате некој туторијал и да повторувате, да куцате се што се куца од збор до збор од тоа што го гледате или читате, туку треба малку и сами да правите, да експериментирате. Пример да видите што ќе се деси ако избришете ова, ако промените тука нешто, ако тука смените нешто, тука смените нешто, не знам, да видите што ќе се деси. Значи, се што ново ќе изучите, треба да експериментирате и да пробувате, а не да се насочите баш на тоа што го читате и гледате и да очекувате дека од тоа ќе научите се. Исто така, во програмирањето, во кодот, компјутерот функционира на тој начин
што значи секоја линија во кодот се извршува една по една. Значи, кога ќе програмирате, пишувате некоја програма, значи одите линија по линија. Што и да правите, сите инструкции што ги пишувате ќе одат една по една. Значи, секогаш ќе знаете кога сте тука, што ќе биде следно, што било претходно и слично. Така во овој конкретен пример гледаме овде ќе имаме некој текст. Значи, system console writeLine ни значи дека во конзолата ќе ни биде испишена некоја линија текст. Значи, таа ни е прва линија. И првен ќе се процесира таа линија, ќе биде извршена од кодот таа линија, значи ќе ни испечати нешто на екранот. Почеток на програмата ќе ни биде испечатен во конзолата. Потоа вели нешто string внесо тастатура, значи потоа ова линија ќе се изврши. После ова линија иде ова линија, значи не може да скокате линија, мора да иде една по една. Значи ова линија вели дека ќе читаме нешто од тастатура. Значи ова го едначиме на што и да е ова. Значи ова ни чита внесување на нешто од процедура. Значи велиме оваа вредност ќе биде еднакво на што и да сме внеле во тастатурата. Значи, пред да внесуваме во тастатурата, мора некаде да кажеме ни треба, не знам, простор каде ќе го внесуваме тоа. Значи, декларираме променлива, декларираме кутија во која што ќе ставаме текст. Без кутијата, значи нема каде да го ставиме текст. Мора да има кутија, во таа кутија велиме ќе читаме текст и ќе го ставаме во таа кутија. Потоа имаме нешто, некоја проверка. Ова е проверка. Велиме if доколку внес од тастатура имаме празни наводници. Отворени и затворени наводници. Значи, доколку внес од тастатура, ова го читајте еднакво или како и да е празно, значи нема ништо, не сме внели во оваа кутија ништо, значи овдека кога сме дошли со кодот сме втиснали само едно, enter, немаме искуцано ништо друго, внес од тастатура празно, значи нема ништо, кодот ќе се изврши ова што овде во заградите. Доколку е нешто друго, значи не е празна тастатура, идеме на ова линија код. Значи вели доколку од тастатура сме внели нешто што е различно од празно, значи не сме само притиснали enter, значи не зборувам за празно место, значи директно enter, ова е празно место, доколку сме внели искуцаме на space и enter, ова е празно, значи само enter сме стиснали и ништо друго. Доколку сме искуцали нешто, вели ќе влезе овде. Значи внес од тастатура празно, не е празно, доколку е празно влези овде, испечати не внесоте ништо, а доколку овдека сме внеле нешто, на проверката ќе вели дали сме внеле нешто, да сме внеле нешто и кодот ќе отиде овдека. Ова вели system console writeLine, значи нешто да испечатиме во конзолата, а тоа што ќе го испечатиме е тоа што имаме во оваа кутија или во оваа променлива, што имавме претходно, че гледаш. На почетокот ја деклариравме кутијата, направивме во меморијата една, да речеме, кутија, каде што ќе правиме, ќе ставиме нешто во таа кутија и рековме во таа кутија читаме текст што ќе го внесеме од тастатурата. Доколку не сме внели ништо, ќе испечатиме на корисникот оваа порака, а доколку сме внели нешто, велиме печатија таа порака што сме внели од тастатурата. Веднаш после тоа има тука затворена заграда и ќе се изврши оваа линија код што вели печати во конзолата крај на програмата. И тоа е тоа. Значи, кој што реков, програмскиот код значи, се извршува линија по линија и мора тоа да го сватите за да учите и работите програмирање доколку никогаш не сте се соочиле со тоа. Значи, тоа е многу битно. После тоа, може некој ќе ме праша дали е битно да знаете математика. Сега, одговорот на тоа би бил и да и не. Значи, математиката е потребна поради логиката. Затоа сите јавни институции, што се високи школи, што се за програмирање, факултетите и слично, доста од предметите им се математика. Значи, таа математика, барем според мене, верувам и според многу други, е за да си ја развиете вашата логика. Значи, пошто програмирањето е на некој начин математика. Така да, кој што реков, одговорот и да и не. Може да знаете добро математика, да не знаете дел од математиката, пример интеграли, диференцијали, такви работи, но многу е битно да ја знаете логиката. Секој доколку ги знаете и тие работи, интеграли, диференцијали, глупости, логиката ќе функционира многу брзо, бидејќи за некои тие работи се малку тешки да се совладат.
ќе бараат многу мислење. Така да, мој одговор, конечно, доколку некој ме праша, би бил да, битна е математиката, но не толку многу. А логиката е многу битна. Исто така, доста се зборува дека не може да работите програмирање доколку не знаете англиски. И тоа е на еден начин многу точно. Бидејќи поголемиот дел од информациите достапни на интернет се на англиски јазик. Така да, кога ќе заглавите во пишување на код, ќе заглавите со некој проблем или не знам што и да пробате да побарате на македонски јазик или на некој друг, не знам, турски, албански, српски, многу е помала веројатноста дека ќе најдете решение на проблемот. Да го најдете решението на проблемот многу е потешко на тие јазици отколку да барате на англиски. Бидејќи доста голем дел од светот зборува англиски, а и технологијата претежно се во Калифорнија, така да речеме таму оди технологијата напред, така да логично е дека доста голем дел од работите ќе бидат на англиски. Друго што ми беше на памет. Да. Значи, доколку одлучите да учите програмирање и утре да работите со тоа, значи не е битно да знаете само да пишувате код. Може да знаете да пишувате код, но тој код да го правите така наречен шпагети код. Да немате некоја организација, да не работите по некој патерн и кога вие ќе завршите со делот од вашата работа на одреден проблем, кога ќе дојде некој друг после вас да продолжи на тоа, да му биде хаос да се снајде кој и каде. Така да, многу е битно кога пишувате код, да пишувате се чисто, да размислувате инженерски и се да ви е организирано, испланирано. Имињата на функциите, на варијаблите да ви бидат со некои логични имиња, што нешто значат, да пишувате коментари низ кодот, за утре кој да дојде после вас да може да се снајде. Значи, тоа е многу битно. Така да, за ова видео мислам дека е доволно. Доколку не истекне уште нешто, најверојатно ќе направам уште едно и овие ќе ги ставам во посебна плейлиста, каде што ќе зборувам за вакви теми, како изгледа еден работен ден како програмер, како изгледа прв работен ден кога добиете прва работа, значи од моја гледна страна како сето тоа изгледало, односот со самите вработени, како се изгледа во канцеларијата, допустите во канцеларијата, како атмосферата, како изгледаат состаноците и такви работи. Но за сега, кој што реков, ова видео е доста. Поздрав на сите!